Два потврдени случаи на мајмунски сипаници кај двајца мажи на 40 и 44 години и двајцата од Скопје. Според податоците кои ги дале не патувале надвор од државата и станува збор за неповрзани случаи, велат од Институтот за јавно здравје, кои веднаш пристапиле кон известување на сите релевантни институции. Во текот на вчерашниот ден од кожна клиника беа донесени примероци за два пациенти кои што беа суспектни за мајмунски сипаници и воедно беше побарано од лабораториите на Институтот, освен за мајмунски сипаници, да бидат испитани и за други одредени заболувања, како што се ХИВ, херпес, сифилис и слично. Институтот за јавно здравје ги испита бараните, ги испита добиените примероци и од она што ние го утврдивме дека се работи со сите овие претходни споменати заболувања. Двата пациенти се негативни, но добивме позитивен резултат за мајмунски сипаници. Резултатите кои се добиени во Институтот за јавно здравје покрај тоа што станува збор за меѓународно акредитирана лабораторија, во текот на денот со помош на СЗО ќе бидат пратени во Европската лабораторија во Холандија за потврда на поттипот на мајмунските сипаници. Вели Андоновска. Стапено е во контакт со фамилиите. Во моментов нема потреба да се земаат материјали за испитување, бидејќи немаат никакви симптоми на заболувањето. Се следи нивната здравствена состојба и при развивање на први симптоми кај тие луѓе ќе бидат земени соодветни материјали за испитување. Во моментов само еден пациент од двајцата потврдени случаи е хоспитализиран на инфективната клиника. Според првиот човек на инфективна, Фадил Цана, резултатот за потврдени мајмунски сипаници не коинцидира со клиничката слика кај пациентот, кој е во добра здравствена состојба и негира други симптоми типични за мајмунските сипаници, вели Цана. Освен лезиите што он ги има во одредена регија на телото, од кој е земен примерок и со лабораториско докажување потврдено е присуство на мајмунска сипаница. Друг пациент немате, вториот пациент? Вториот пациент не се појави. Во врска со потврдените два случаи, Комисијата за заразни болести на денешниот состанок донесе препорака за самоизолација и здравствен надзор за двете заболени лица. Доматичните лекари ќе се дистрибуира информација за разработена патека за преглед, за тестирање и згрижување на евентуалните пациенти.